Неколку синдикални здруженија за утре, 1 мај, денот на трудот, најавија здружен протест. Синдикатите ги повикуваат сите граѓани да им се приклучат во 12 часот во Жена парк спроти собраниската зграда. Започнуваме со урбаните вести. Еве што подготвивме за денешното издание. Со голем број настани низ цела Македонија ќе се одбележува Денот на Европа. Кампања под мотото "Знаеш ли?" за подигнување на свеста за донирање органи. Одржана 16-тата седница на Советот на општина Газибаба. Новинарите бесплатно ќе паркираат на паркиралиштата на општина Центар. Голем број активности на јавното претпријатие улици и патишта. Евроамбасадорот Иво Орав ќе се качи во европскиот автобус што годинава како и лани ќе посети 10 села во Македонија, за да ги запознае граѓаните со европската иднина на Македонија. По повод 9 мај, денот на Европа, делегација на Европската унија ќе организира низа активности. Повеќе од 50 настани ќе бидат организирани за одбележување на 64-тиот роден ден на Европската унија, со кој што истовремено ќе им се приближи процесот на европската интеграција на граѓаните. Меѓу настаните кои ќе бидат дел од одбележувањето на 9 мај, денот на Европа, се и традиционалниот ден на европското знаме, Скопскиот маратон, европскиот хепенинг во Скопје, како и бројни дебати, предавање, надпревари, културни настани и локални прослави кои ќе се одржат низ целата земја. Во Дебар, Охрид, Гевгелија, Кавадарци, Кочани, Битола, Тетово, Густивар, Струмица, Крива Паланка и Велес ќе бидат организирани хепенинзи за Денот на Европа со цел да се прослави европската идеја на локално ниво. Автобусот на Европската унија повторно ќе патува низ земјата и ќе ги посети Чашка, Центар Жупа, Шимшево, Ростуше, Јосифово, Новаци, Студеничани, Истибања, Зрновци и Старо Нагоричане. Целта на ова детална програма за Денот на Европа исто така е да ги пренесеме нашите главни пораки кои што се поврзани со европската иднина на оваа земја и исто така да ја доближиме Европската унија до граѓаните. Тоа исто така вклучува настани во Скопје, меѓутоа и во другите градови, како што се обидуваме да допреме до што повеќе луѓе. Главниот настан ќе се случи на 9 мај на плоштадот Јадран во Скопје, каде што децата од градинките и основните школи од општината Центар ќе ги представат културите на земјите членки на Европската унија. Овој настан исто така ќе вклучува почит кон познатиот шпански уметник Салвадор Дали како дел на нашата програма за културни приказни. 2014 година представува многу посебна година за Европската унија. Пред 10 години 10 нови членки се приклучија кон нашата унија. Проширувањето од 2004 година навистина беше круцијален чекор кон надминување на декадите на поделба на нашиот континент. Одбележувањето на Денот на Европа е во организација на делегацијата на Европската унија во партнерство со Секретаријатот за европски прашања, Европското движење, амбасадите на земјите членки на Европската унија и други локални институции. Ова е една јасна и голема порака за заложбите на Република Македонија, дека ние сме дел од ова големо семејство на Европска унија. Кога станува збор за нашите заложби за Европска унија, минатата година на сличен настан, значи на сличен прес за промовирање на нашите активности за Денот на Европа, ќе повторам, тоа го кажав, не случајно е истото, го мислам и денес и останува и понатаму. Значи, за нас концептот на Европска унија е многу поширок од самото менување на закони. Тоа е концепт на менување на начин на живење, поведување на стандарди за подобар живот, концепт на меѓусебно почитување на граѓаните, односно концепт за единство во различностите. Целта на ова одбележување е да се пренесе главната порака за европската еднина на Македонија и да се доближи Европската унија до граѓаните. Председателот на Европското движење професор Милева Ѓуровска истакна дека во едномесечната манифестација за одбележување на Денот на Европа, која веќе е во тек, учествуваат сите генерации, а најмногу децата. Споделувајќи ги овие искуства на овие држави кои што влегоа пред 10 години, сметам дека нашата определба и
и заложбите за влез во Европската Унија треба да бидат уште подсврсти отколку што тие беа досега. Донирањето органи е тема за која се уште малку се зборува. Затоа денеска јавно на оваа тема говореа неколку приматели и донатори на органи за животното значење на овој највисок чин на хуманост. Петчасовен јавен настан за подигнување на свеста за донирањето органи како највисок чин на хуманост се одржа денеска на плоштадот Македонија под мотото "Знаеш ли?", во рамките на кој беше промовиран и новиот број на уличното списание Лице в лице, кое во фокусот ја има оваа тематика. Настанот се организира во соработка со Сдруженијето Мак Трансплант, јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, Националниот координатор за трансплантација доктор Аспазија Софијанова, а под покровителство на Новартис. Случувањето има едукативен предзнак, а акцент се стави и на лични приказни за донирањето кои беа споделени од донатори и приматели на органи. Трансплантирана сум пред 8,5 години, имам трансплантиран бубрек од татко ми беше донатор. Сега за сега е добро, секој кој може, би било хумано, пошто се спасува живот. Заштитно лице на кампањата е актерот Гораст Цветковски, кој смета дека позитивниот пример на јавните личности треба да го следат сите, исто како што ги следат нивните модни трендови. Како што не гледаат за тоа што носиме, не знам, каква четка заби користиме и која бренд на патики го купуваме, мислам дека една од најважните работи е и одговорноста, одговорноста, јавната одговорност, што викам јас, за тоа сите јавни личности да можат да делуваат колку толку на свест на граѓаните. Во овој случај сме собрани да ја подкрепиме свеста да граѓаните сватат што можат и како можат да направат за да помогнат или па да искористат во некој случај некој од работи што ги кажувам. Граѓаните од 12 до 17 часот имаа можност да подпишуваат картички и символично да ја поддржат кампањата за донирање органи "Дари орган, подари живот", што Сдруженијето Мак Трансплант ја започна на крајот од минатата година. Волонтери на студентската непрофитна медицинска организација ЕМСА на промотивни штандови делеа едукативни материјали, а продавачите на Лице в лице со поддршка на спортистката Наташа Илиевска и актерите Гораст Цветковски и Бесфорд Идризи и на волонтери на Црвениот крст на град Скопје, на граѓаните им го презентираа новиот број на Лице в лице. Одлуките како изградба на резервоар за вода во Раштак и изградба на спортска сала и детска градинка во Стајковци беа донесени на 16-тата седница на Советот на Општина Газибаба. Станува збор за предлог одлука за одобрување на иницијатива на Општина Газибаба за изработка на урбанистичка планска документација за овие намени. Томислав Атанасовски. Општина Газибаба денеска во големата сала за состаноци ја одржа својата 16-та седница на Советот на Општината. На дневен ред беа само 3 точки кои едногласно беа усвоени и донесени. Станува збор за предлог одлуки за одобрување на иницијатива на Општина Газибаба за изработка на локална урбанистичко-планска документација за резервоар за вода во населеното место Раштак, за изградба на детска градинка и спортска сала во населеното место Стајковци. Советот на Општина Газибаба денеска одржа својата 16-та седница со 3 точки на дневен ред. Овие точки ги ставивме зашто се од големо значење за населението каде што ги донесовме. Една од точките на дневниот ред беше донесување на предлог одлука за отпочнување за локална планска документација за резервоар во вода во населеното место Раштак. Со ова ќе се реши огромниот проблем што го имаат жителите на овие населени места и се надевам дека до крајот на годината истите ќе добијат квалитетна вода за пиење. Двете наредни точки, втората и третата, се однесуваа за населеното место Стајковци и тука отпочнуваме со изградба на спортска сала. Спортска сала што долг временски период е потребна за Стајковци како населено место. И третата точка е изработка на планска документација за детска градинка. Значи, таа детска градинка е нешто што е планирано со години наназад и со отпочнување на оваа постапка
ќе решиме голем дел од проблемот што го имаат населените Стајковци како населено место и сите населени места што гравитираат кон Стајковци. Иницијативата е на општина Газилоба за изработка на локалната урбанистичка планска документација за резервоар за вода В120 метри кубни, а целта е снабдување со вода за пиење на населеното место Раштак. Детската градинка во Стајковци е потреба на граѓаните на ова населено место со цел обезбедување простор за згрижување на деца од предучилишна возраст што представува долгогодишен проблем. Спортската сала исто така има за цел подобрување на условите за спортување на учениците од ова населено место и решавање на овој долгогодишен проблем. Овие одлуки влегуваат во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Газибоба. Новинарите бесплатно ќе се паркираат до 2 часа дневно на паркинзите на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар. Управниот одбор на ова претпријатие донесе одлука за воведување новинарска мобилна паркинг карта, која вчера беше усвоена од Советот на општина Центар. Како што стои во одлуката, право на ваква карта може да оствари новинар во медиум или во новинска агенција. Директорот Саша Богдановиќ објасни дека новинарот истовремено треба да биде и член на соодветно новинарско, односно медиумско здружение или на синдикат, кои имаат склучено договор за деловна соработка со претпријатието. Тој додаде дека одлуката важи за оние медиумски работници што извршуваат задачи на терен. За да ја добие оваа карта, новинарот треба да достави потврда дека е вработен како новинар во медиум или во новинска агенција и потврда дека е член на соодветно здружение или на синдикат. Повластената новинарска карта за паркирање ќе може да се користи за извршување на активностите поврзани со новинарската дејност и слободниот пристап до информации, со вкупно дозволено време за задржување од најмногу 2 часа, и тоа единствено на отворените јавни паркиралишта во зоните 1 и 2, од 8 до 18 часот. Во случај на надминување на дозволеното време траење на паркирање, ќе важат основните услови на користење на јавните паркиралишта, стои во одлуката. Во зоната 0, во најстрогиот центар, паркирањето ќе се наплаќа. Зоната 1 ги опфаќа паркиралиштата кај домот на Градишници, Соборниот храм, Градски парк, Дебар Мало и други, а зона 2 се Капиштец, Буњаковец, Пролет, Маџир Мало и паркингот кај Автомакедонија. Одлуката стапува во сила веднаш. Јавното претпријатие улици и патишта по налог на град Скопје изминатиот период извидува голем број активности на терен, каде што носител на работите е токму ова претпријатие. Екипи на јавното претпријатие улици и патишта изминативе денови на улицата Владимир Комаров поставија 50 заштитни столпчиња за да се овозможи безбедно движење на пешаците и да се спречи недозволено паркирање возила на јавните површини. Изминатиот период извршена е санација на ударните дупки на голем број улици и булевари во сите општини во градот Скопје и се вградени 335 тони асфалт, а во моментов екипите на јавното претпријатие улици и патишта работат на санација на ударните дупки на путегот од Средноводно кон државна болница. Покрај санација на ударните дупки на коловозот, изминатиот период извршена е санација на тротоарот на улица Христо Татарчев, а во тек е санацијата на тротоарот на булевар Кузман Јосифовски Питу. ИМЗ-та Скопје уште еднаш го доби градското дерби со работнички, и тоа обидливо со 89-74. Реал Мадрид е првиот финалист во Лигата на фудбалските шампиони. Спортските вести за порекламите.